Ветување за суштински парламентарен надзор над работата на разузнавачките служби, но дали и колку сето ова ќе профункционира на терен? Денеска беше промовиран прирачник во собранието со насоки за надзор над разузнавањето, но и покрај ваквите брошури, како и претходните реформи на кои инсистираше меѓународната заедница, а оваа влада ги спроведе, експертите се скептици дека воопшто ќе можат да се спречат злоупотребите на системите за прислушување и следење. Со ова тело се отстрануваат техничките можности на Управата за безбедност и контраразузнавање да врши следење на комуникациите, тоа ќе го прави ОТА и тоа исклучиво со судски налог. Новина е и фактот што сега секој граѓанин кој се сомнева дека му се следи комуникацијата може да поднесе представка до Советот кој заедно со надлежната комисија ќе треба да утврди дали имало прекршок. Опозицијата која ги раководи двете клучни собраниски комисии за контрола на следењето на комуникациите и за надзор на ДУБК и разузнавање, побара да не и се стеснува просторот за делување. Вети дека политиката ќе биде тргната настрана, ќе се делува единствено во насока на заштита на правата на граѓаните. Вршење на контроли во системот за безбедност, кој што буквално се сведуваше на пиење кафе и ништо друго. Моментов го користам и да апелирам до раководните структури на собранието конечно да се одобри буџетот за ангажман на експерти кои што ќе бидат во поддршка на комисијата. Комисијата е составена со луѓе од политички бекграунд, тие во минатото работеле своји собствени професии, меѓутоа тие не се дотолку експерти и стручни да извршат квалитетна контрола, квалитетен надзор. Странските експерти пак порачуваат, надзорот е важен, оти луѓето забораваат на законот кога не се контролирани. Македонското собрание не е само примач на информации за добрите пракси, добрите практики и информации во поглед на надзорот на разузнавачката работа, туку и исто така креира добри пракси. Не работа само на парламентот, дека има голем број ограничувања, не може да се очекува дека парламентарците ќе бидат запознаени со техничките детали кои што се релевантни за агенцијата. Меѓутоа е добро што парламентарците, односно пратениците имаат разбираат зошто се потребни вакви комисии, ваков надзор. Насоките на кои ќе треба да се потпира собранието се подготвени во соработка со Женевскиот центар за демократска контрола на вооружените сили, ДЕКАВ, со финансиска поддршка од Обединетото кралство и Холандија.